Деновиве времето ги покажа своите зави. Иако календарски е веќе пролет, сепак ова помалку студено време покажа дека зимата не заминува туку така. Имаше и ветер. Да, не само студ, туку и ветер. Ветерот толку јако дувна деновиве, што ги раздува сите други емисии да стави нас пред вас, за да можете да не гледате и ова вечер, па затоа ви посакувам добро вечер на сите и добре дојдовте. Дува, дува. Бога ми дува. Ветерот дува, ветерот, не било кој. Ветерот дува, јако дува, иако тоа е тешко, супер тешко, ама ми се чини појако дува и од Ферус и од Джамбо заедно уште појако. Ниските температури се вистински доказ дека сепак кај нас има зима. Има зима. Зима бре, кој што ќе посака и кој од каде ќе стигне. Зима. Нема кој да ти даде нешто, а ти зима. Ги има еден куп. Епа, во таа заедница, каде што секој нешто ви зима, ние сакаме да ви дадеме нешто. И тоа уште една епизода од емисијата која се надевам дека ве држи ведри и насмеани. Широко насмеани. Ај, за да биде така, јас сега ќе пробам нешто да ви кажам, ама тоа се разбира да не биде здодевно, туку интересно за да ја добиеме таа насмевка. Добра вест ширам на почеток. Има добра вест за сите наши сограѓани, ама посебно за охриѓани. Да, од кинезите, поздрав, оние кинезите што изградија болница за 5 дена. Токму тие дале збор дека ќе дојдат кај нас еден викенд на прошетка, онака и додека шета таму, ваму, ќе го доградат на брзинка оној автопат Кичево-Охрид. Не се знае само кој викенд, се уште не најави, ама кој да е продолжен нема, да е, оти тие за такви и не знаат. Да, кинези се, не јапонци, веќе и каени тоа стана традиција да работат и затоа веднаш да бидат и подобрени во сите насоки во економска смисла. Продолжен викенд пие немат, оти ништо не разбираат. Не знаат тие да уживаат. Кога ние ќе си дадеме продолжен викенд. Што рече еден, толку добро пијам кафе и уживам во него 1 саат со 3 цигари, што е штета што не работам државно. Штета. А да ви кажам право, и во Европа слабо разбираат. Тие нас не разбираат, а не пак кинезите да ги разберат за тие продолжени викенди. Вака велат од Европа, велат напред одите, ама како наназад да се враќате. Како да сакаме бре мајката во рикверс да влеземе во Европската унија. Тоа е исто како при полагање на возачки испит, кога таткото го прашал синот: како бе оди полагањето за возачки? Тате, одлично оди, одлично. Сега моментално вежбам да возам назад. Назад? Супер бе сине, само напред. Ама сепак строги од Европската унија, ама строги и тие инструктори. И при полагање, замислете, на возачки испит, можете некогаш и да паднете. За разлика од овие дисперзирани студии, каде што можеш да паднеш единствено ако се сопнеш пред да влезеш. Ете така, а да не беше така, леле, колкави факултети ќе беа завршени. Да не беа сопки, кај ќе ги беше крајот на политичари. Доктори на науки, сите до еден. Ке не внесеа тие во Европската унија, па уште пред таа и да се формира. Така, и тоа би било вистинско време, да ги претекнеме сите. Пред сите, ние таму. Тоа никогаш не било. Дај Боже да биде еднаш такво време. Сега е време ние да се фрлиме на работа, како кинезите, и тоа со представување на нашите пријатели, како што е Државната лотарија, како наш покровител. Играйте Лото 7 секоја среда и сабота, бидејќи главната премија полека се качува, она од 1.200.000 денара веќе падната во кавадарци, сега одиме на ново зголемување. Немојте да заборавите играта Джокер, бидејќи за многу малку можете да добиете, баја ги многу. Гребете и гребки, затоа што се
бројни, ги има онака различни, преку десетина се. Калинка е едно од најпознатите, но има и други каде има згради, не морате вие да градите затоа што веќе имаат изградени згради со станови подготвени за сите вас. Веднаш до нив, тоест до нашите покровители си и останатите наши поддржувачи и пријатели, меѓу другите Бучен Козјак, со оние превкусни, здрави и млечни производи кои ги има навсекаде и во скоро секој маркет. Алфитеклон центар и во Скопје и Куманово, два приубави продажни салони, полни со се и се што, онака полни баш како око. Тие се тие две места на кои имате се на едно место. Производите на Арис прават чисто ренто, многу практични, лесни за употреба, обезбедуваат сосема чиста околина и на крајот нели прават да се чувствувате пријатно во која просторија и да се наоѓате дома или на работа. Нема да заборавиме секако да го потенцираме и преубавиот амбиент и момент кој ќе го доживеете во Етно село Тимчевски и во ресторан Еден каде организираат одлични свадби и веселби. За разлика од политичариве, кои ги споменав неколку пати пред тоа, нам ни е многу полесно, нели, онака, што и да правиме, оти се држиме до тоа што ќе го ветиме. За разлика од нив и затоа сега ќе ве внесеме не во ЕУ, ами во нашите содржини и гостинот со кого и ние конечно ќе се вивнеме меѓу звездите. Дами и господа, првиот победник од Македонија во најгледаното шоу на Балканот, Звездите на Гранд, Никола Станишич. И ако е од Куманово, да, ако е од Куманово, важно да е од Македонија. Еве што уште ќе видите во Немаѓот. Никој не би си го направил тоа сам на себе да дозволи народ да плука по неа или по него. Ждири се оно и куде улазни врата, куде врата на терасу, на сви прозори, завеси ги мрда. Абре, ја ти викам, не ќе сан, не фаќа и готово, не може. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Хајде малку да се зезнаме. Јас се надевам дека ќе имаме убави 15 минути пред нас, а потоа и уште еднаш по толку минутки со нашиот гостин вечерва. Конечно и ние да се дружиме со вистинска звезда. Не претерувам кога тоа ќе го кажам, многумина за себе мислат или другите кажуваат дека се звезди, ама тој е докажан со тапија. Како вика коки мур со смур. Мур. На што на Мур на харти. На харти се На стави. харти. Никола Станишич, Звезде Гранда, прво место. Браво другар, честитки за доснето малку. Прво место е нели? Прво Не место. грешаме. Значи Никола, исто Никола. Најубаво име на свет. Така е. Ово е Драган, само на коњи ги дава име Драган. И Боби. А и Боби, да. Покрива Бобита. Не, Бобита А го наскоро покрива. ќе честитаме и на него, нели? Да. Зашто бе викаш коњи, со најдели лично на коњи, да не има зуби големи коњи. Нема везде, не ми личиш на коњи воопшто. Ти го стави тие посетни. А кажи нови. Само ги Па менеш. сага. Како сакам мој за си, Увиди како го. сакам, како сакам ставиш. Оние порано шатирани ти весам масе. Жуто бели. Купено ово е сак. Да. Купено платен. Да ме частиш мене? Не? Ке те чанзу. Еј, кад победи на Звезде Гранда, и викам Македонец победи, и викам то, и читам, викам што лъже бабија, Никола Станишич, вака. Ама не, тој си е, наш си е, без разлику, нели, Србин, Македонец, а и да не ги реду натаму. А Кумановац забрави, гледај. Да, и Кумановац, да. Па да не се фалим, знаеш ли, како е, извините, да не се фалим, а јас сум од Куманово. Тој малце, па оној некако дика ни дојде. Како е беше осеќај? Мора тој прво да те праша. Мајка веќе почнемо да докажемо дека си Кумановац, па ќе терamo после на македонски. Пред себе сакам да се заблагодарам што ме поикавте оваа прекрасна емисија. Ти Време благодарам на прекрасната најава. Како се чувствував кога победив? Да, сите те прашувале сигурно, ама ете, тука не си кажал кај нас. Поискрено да ти кажам, и очекував и не очекував. Очекував бидејќи бев само јас македонец во финалето, а не очекував бидејќи знам колку години назад пратев и знаев колку е тешко за да победиш, мислам. Секогаш победувала Босна и била меѓу фаворитите таму и навистина многу гласа. Ама ето Македонија се покажа дека може и она да гласа.
поготово со сите македонски песни со кои настапува. Тоа беше најинтересното од се, само македонски песни. Само македонски. И докажавме дека ние хитови имаме, Да. само веројатно не знаеме да ги презентираме на Балканот. Немаше забелешки колку јас забележав некој да каже, типа све македонски. Они сакаат, уживаат во Јас го нашите. очекував тоа да го кажат и многу пати се расправавме со Цеца околу тоа, викам, остаме заедно српска, викам, да отпевам овој круг. Викам, да не кажат пее само македонски песни. Твое да ги пееш, а моја е другата работа, јас да не дозволам некој нешто да каже, Шуга вика, ти решаваме. само ќе си ги пееш песните и уживај, вика, ќе пееш само македонски песни, вика, до крај. Ај сега малку за Цеца, лав мој веќе се појави, она, не знам, ја навистина не сакам да верувам дека било намерно, со бугарското знаме имаше многу. Не, ништо. Сега ви доаѓа ова интересна работа, ја не сум слушнал дека е така, можеби ја имаш кажувано, таа инсистираше да бидат сите македонски. Точно, таа беше иницијатор за да пееме с македонски песни. Ете бе, Цеца е наша бе. Па на пола, ваша пола. Ете, не мора да сум јас, пример, еве, сега има нова сезона, има нови кандидати од Македонија, што се достапа од сите кандидати, скоро македонци кај неа. Така да она пак настојува сите да пеат македонски песни, сите ги спрема и дури не вика сите по емисии, еве јас како победник, ајде идам, али и другите што сега се такмичат ги вика на незини емисии. Така да си ја сака Македонија, поштува, тоа што се деси ненамерно, она не знаела навистина дека ние имаме сега проблем со Бугарија и А воопшто не знаела. па не знаела, Па жената не е должна. упатена во И тоа, колку не гледа никој не ја телевизија? верува. Не гледа, видиш. Она да знаела така са намерно не би го земала навистина знамето и тоа. Ама ете така се десило нема. Па мислам многу пати има зборувано дека не само таа, воопшто сите тие во жири таму велат дека ја уважаваат Македонија како држава и воопшто македонската точно, сака. музика, песна. Стварно сака. Ѓорѓе, не знам, љубен е во македонци, мислам и во македонки. Во Македонија како држава. За него Он нема коментар, он навистина. посебно сака Македонија. Кога се запознавме, вели, не знам, вие сте фантоми. Запеј мене ми каже. Велам, не бе, не сакам, викам, ќе ме земиш име, кајте бе ова екипа и готово, ќе победиме скроз. Ете, отклонивме една дилема, јас стварно не сакав тогаш да поверувам, Цеца е голема личност, никогаш не би помислил дека би направила така нешто намерно на концерт во Македонија. Ајде да кажеме, така беше во Македонија беше? Да беше некаде на страна, па да кажеш, ама нема. Знаеш што, еве сега еден пример ќе ти дам, ти колку искуство имаш во твојата работа и да си направиш нешто што мислиш дека народот би те мразел поради таа работа, би го направил ли? Види, кај нас е двосмислено. Ја, например, никогаш не би се облекол гаќи пред камера. Меѓутоа, најгледаните овие, како ги викат на ова... Реалити. Не ме реалите ова, на интернет. Ако не знаеш, што су тие? И тој не гледаш. Рилсови. Не бе, рилсови. Што бе? TikTok. Подкаст, видиш. на подкаст. Колку спремни дечки имам позади камера. У подкаст, чак. И најгледан подкаст веднаш. И сега кај нас Али се тоа шегувам. е Навистина, некој што не можеш има да одиш кариера проти од себе. 5 или 10 години, не е некој кој што има кариера од 40 години, 30-40 години. Разбираш? Да, добро. Има смисла. Никој не би си го направил тоа сам на себе да дозволи народ да плука по неа или по него. Да ми после едноставно, да кажеме, скоро и да нема можност да настапи во Македонија. Да. Мене ми е криво ако е така. Јас не верувам во тоа, она и да доеш и после месец дена, она пак е наполеше, да, Пак, било кај да пееше. Сега баш поради тоа. Али не, проблем беше затоа што она веќе даде изјава одма дента, од како заврши концертот, ама не искочи тоа во јавност. Искочи после 3-4 дена. За тие 3-4 дена се беше хаос по тоа мене ми беше Као проблем. она не искаше да дава интервју, тоа не искочи. Тоа беше одма снимено, одма и зема интервју дента. Вечерта кога беше заврши концерт. чудно да и не она се реагира. извини одма на јавност. Ти беше Јас таму, не знам. така? Не, јас бев во Швајцарија. Не беше, Мики чека, беше кој со беше? неа, Мики. Мики беше со неа, бидејќи он пее пратечи кај неа у бендот. Така. Наистина и него го окривија за И он дечкото, реагираше па не чудно, ама види бе, на сцена си, луѓе, Цеца до тебе, песна. Многу сме склони да обвинуваме. Ако ќе се најдеме во слична ситуација, кој знае како ќе реагираме. Кој би отишол сега вака да го земе на Цеца знамето, мислам. Кој? Не, Ќе го земе и ќе трчи со Он ќе мисли дека е мексиканско. Ово е секс, знаеш Веруј. зашто ми враќа? За коња. Зашто е? Не е убаво. Коња. Чекај, тука Кај си бе, Никола дацка, Коки твоje го име и викате? коњи ги носи. Никола Коки. Но, шта? Струмица Колјо. Колјо. Да. Абе, викате, А овдека Драган Дацко.
Како на коња, ја викам ти. Па боле него Драѓе. Имаш другара Драѓе. Драган ли он? Имам Драган, да, Драѓе. да. А како ги вика се još? Ама пази, Драган у Србију, знаеш ли што е? Цеца бое за мене. Да, Драган е мој. Драган е мој. Па мој Драган, ајде да не пој, да не ве Да, засеја. немој да поеш ке не Се растеш. музичари околу мене. Само ја и Коки појма немам од музика. Извини, Коки ти. Само ти Не, немаш он појма од пое музика. нешто. Чуе сам га ли? Да, од време на Си има од кариера време на време. музичка одамна. Нема вез. Ретко кој знае. Неке да се експонира човек. Да. Чекај, кад смо веќе куде фестивали тие место такмичења. До куде дојдемо бе? Кој Вили? Ми како екипа, ајде. Спомнаја ли некад? Не, спомнаја. Што Само ми спомнаја? нега У некој телевизија таму. Са се Нега више експонираме шумиње. ја пен, да. Не Кој бе да ја криуе, не. Кој круг? Маратон си трчи, ќе го трчимо ли последен клуб? Па види се нешто Не, што смеемо да откријемо. Немаше, не откривам. А? Не кажи. Не кажи. Тајна Бебе малко. Ќе направиме се прави. Знам што Бебе е. малко. Бебе Викни- малко. Викни ме. Назнаку дај некој Слушај, што има веза. Коки, викни ме. Ке ни Госп, па ќе ти изненади, кажам. ке ни изненади. Не бе Викни ме, шалост, Госп, шалост да ќе кажа тамо на работа. Не, чекај, ќе те викнемо гост. Сега. Сак не може. Кажи го, кажи. Не, знам дека иде добро, тој не сме... 26 сега путуј за Белград, снимам га четврти круг. Ајде. Четврти круг, да. Снима, четврти. А колку има укупно до финал? Па, искрено не знам. Не знаеш. Не знам. Не ви кажу. Можда пети, па можда Док ќе биде издржи, овие су полуфинале, години. па Ќе ве фатив на Да, кондиција. бе, бе. не сега. А, па ти би испадна до четврти. Ама Може да не, издржиш до гледај седми, сега. осми. Ово е, нели, што викаш, ќе ги фатим на кондиција. Ово е никад nije касно, значи, ово су људи изнад 40 или 45 години. Која е мерка? Мерка е... Нема мерка. Мерка, нели, да можеш да улегнеш у Мерка е тој да може да се такмичење измери више. од 45 нагоре, ли? Да, па А, Никола? Дека така За нешто за беше. жените Препраќа за се женски е преправа, друга, тоа ги може препраќа да мушкарци од други. Звезда години. Од Звезда грам да ги Ти си препраќа. За таму. Чекај бе, кој е гост? Вили сте гости или човек? Абе, сви си правиме модел што има. Сви смо гости. Извини, Да, брат, сви сме молим те, малце се ми тако неваспитање, да разбираш. Никола, добро, ние во Македонија многу пати дискутираме на таа тема, дали треба надвор да бидеш првин признаен, па тука во Македонија да бидеш потоа потврден, дали има нешто вистина во тоа? Какво беше чувство тоа по победата? И обично иде и по тоа, па и пред тоа. Па глупо ми е да кажам, но тоа е стварно така. Мислам, мора да отидеш негде другде, да те чујат, да направиш нешто за твоите да те засакаат и да те видат. Многу За жал. мина не те знаеле пред да се појавиш таму? Сигурно. Па, волку публицитет не сум имал сигурно. Знаја некој процент, али не волку. Ти си единствен од Македонија што можеш да ни сведочиш за тоа каков публицитет носи. Навистина тоа е огромно нешто, портали, знам дека многу портали имаат кои работат токму за Звезда Гранда. Сега не знам оваа година Сале откако замина некако не знам. Има Знаеш тука како? некоја недостига едноставно. Мене ми се чини така. Па да, дефинитивно не достига, а околу ова што ме праша, дефинитивно, тоа што го добив, тој пехар, е навистина клуч за многу работи и многу врати да се отворат. Тој жива истина и тоа си го доживав на своја кожа. Он после победата другиот ден, пример, ќе ти кажам, Дарко Лазич се ова на тој пиер што ми беше, Никола да пее на мој концерт. По пат идеме до таму, се ова Лепа Брена, се ова Александра Пријовиќ, на него, дај ми го Никола да му честам. Тоа се некои работи што не се секојдневни. Лепа Брена ти се. Да. За колку Александр особи беше? Како се јави? Па не сак вајда за 6, мал се. Ете, Цеца не голема звезда, неа сум си близок, се слушаме ностоп. Тоа е некако некои нереални работи што си можел само да ги сонуваш, а ете. Клуча со многу работи. Примерот, турнеи, Америка, Австралија, Канада. Брат ми, бе, знаеш дека ти снимав реклама за Австралија? Беше ли? Не, уште не си. Бев. Беше? Бев декември. Како беа концертите? Морам да ти кажам, одлични. Имаме наистина многу македонци таму и многу добра публика. Како знае, викам кога ќе го чуе мој глас, тој има се напуни. Да. Па ја мислам и ради тоа беше И како беше Австралија? Вручо, брат. Вручо ли Знаеш беше? само Вручо. што е незгодно. Ја 40 може и степена. од тој да го сниму глас, не мора да иде таму. Води ме друг пат, бе, ја ќе викам на тој. А зашто не направи тој да иде? Како порано што имало тој А, помаларците. протоѓер, бе, протоѓер, Селски да. протоѓер. Селски Па не може у град да биде селски протоѓер. Ја градски протоѓер. Добро, градски да ги видиш што има лупај веза. и најавуе што ќе се дешава тој време. И добро, значи ми одговори на следното прашање кое сакав да ти го поставам, значи горе е така, нешто слично веднаш
цената расте, популарноста и се живот, онака препознат ли си? Да, пред малце правевме муабет, јас бев дете кој што гледав другите како идат Австралија, ми беше тоа некако сон, викав, кога јас ќе идам од таа Австралија? Викам да ми сега и некој да отидам, макар викам ништо да не заработам, само да ја видам таа земја. Ама ете се деси да поведам, им заработив, ме изна прошета, се е поразлично од кај нас, така да... Ово искуство прво. Убаво искуство. И натам си правиш пут, така е? Одма викаат у Австралија, што поведи мамо? Па, викаат. Викаат, како беше комшике, ти викаш ти кад се одиш, кад правиш тие работи. Викам комшо, го не викам, па мене никад не си ме викала. Тако и мене не сме викали јаш во Австралија. Комшо. Море, коки. Ако иду во Австралија, тебе не те вод. Не, Нема дај Боже, низор. се деси нешто, може да го врата назад, скупо е многу. Се ке скупо. Ја кад прави операција, знаеш како викаше мој другар Бона? Ај, дај Боже, двојца го унасав, четворица да ги извадам. Така ли за тебе? Да, така ли Победник на Звезда Гранда, премиерно нема љутиш Никола Станишич, што ќе чуеме. Не знае, Боби, што ќе свирим про? Деца бевме не знае што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година мома стана убава, а јас рака не ти побара. Не знае што е љубов, милице. Ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година мома стана убава, а јас рака не ти побара. Čekaj, milice, jedna stavi otrov na srce. Mislim, ne si za mene, takva sreća ima me. Eden bez drug da ostari me. Čekaj, milice, jedna stavim otrov na srce. Mislim, ne si za mene, takva sreća ima me. Eden bez drug da ostari me. Mislim, ne si za mene, takva sreća ima me. Eden bez drug da ostari me. Гласаем за ја гласам за njega. Ждири. Ждири кад су врата полуотворени и кад су врата полузатворени. Куде оптимисти су тој полуотворени врата, кои оставља безброј могуćности, а куде песимисти само што не су тие полузатворени врата лупнале кај ќе се затворив. Баш ме интересира дали промаја која означува струење на воздух кроз отворени затворени врата е појака кад су врата полуотворени или полузатворени. Куде бе дома Ждири од сви стране, затоа што е зграда стара градба, а на отвори за вентилацију Ждири и свири у исто време. Ждири се оној куде улазни врата, куде врата на терасу, на сви прозори, завеси ги мрда. Од што Ждири? Па се мислил дали да поднесу за субвенцију за инвертер климу до нашу општину или да поднесу за субвенцију за ПВЦ прозори и врата.
Само не знам како на општинари да ги објасну дека не дува, него ждири куде мене. А да поднесу ја за 2 субвенcije с образложение ждири и свири. И да ги викам на лице место да утврдим стање. Па која субвенција пројде тај? На сиромава со праштењу го зицумува да му легне чар. Малко, ти си скаран с технологија, Ставре, разбираш. И за тој малко не ги разбираш работа. Ја, да кажем, нон-стоп сам на тој Google. И јас сам прочитаа, јас сек тачно знам и ќе ти изложу што е проблем с тебе. Значи, слушай ово кој. Земајќи ги у обзир сви факти с кои располагамо, годину на производњу, тоест датум на раѓање, исцрпеност на организам, у кој исцрпеност клучни фактори су хронична умор, губитак на концентрација или мождана мгла, што би кажале научници, бол у мускули и раздразнетост, кој па донасав до тој, допринесуев до тој да има апатија куде тебе, низак притисак и недоволен сан. Све тоа е довело до тој да ти не го направиш прву вежбу што ти го кажа да го правиш, да би имаја добар сан. Ја ќе се кладу одма дека ти тие сви зборови не можеш да ги поновиш уште пут што ги кажа. Што ми збориш бе таја како да си некој професор на Кембридж? Ја те, Баце Стојко, од овој твое излагање ништо не разбрав. Па те ако сам еден збор разбрав. Што се младиш до кој кад си ти обичен селјак? Не, добро, додуше ти си градски селјак, а с тие е па најтешко. А бре, ја ти викам, не ќе сан, не фаќа и готово. Не може. Сакаш и по-просто да ти објаснам? Објасни ми бе, да. Ајде с некои други зборови, број, молите, не ги разбирам, а и ти не ги разбираш. Па зборима ли прошти пат? Кажамо ли што треба да направиш, бе Ставре? Ка ќе легнеш да спиеш ноќе, ке си замислиш новчаник, у кој има 500 евриќа. Ама раситне ти, све по 5 евра. И почнеш ти да броиш. И броиш. Добро. И полека заспиеш. Па ти ќе заспиеш, за малку ќе заспиеш. Куде бре, ја не може да се проземну како тебе, а не да заспiju броју, ја и нема што да замислуju бре, ја новчаник и паре, ја и имам 500 евро новчаник. Ситни, по 5 евра, број, дојде до 250, тако и ми текне. Дека 100 евра ми фали, бе, Стојко, да виш. И ништо. Враќам се од почеток, па почну да број. А бре, не може, кад знам дека ми фали, мора да број од почеток, све тако. Ај, па ќе се завратимо на муабетот прошти пат. Кажамо ли дека ќе сменимо тактику? Еве, не бива с евра, пошто си ти, скоко ти около паре, ќе си броиш овце, бе. Ставре, ќе си броиш овце. Па ќе броиш овце, сви заспивав с овце, ти зашто да не? Други се заспивам, ја ги броју преку ден, бре, бе, Стојко, па навече, и они ги замислуеви овце. Ја не мора ни тој да замислуju. 500 ги имам. И поише, број, и ним ги број. Исто до 250, дојду кат една овца, заврти главо да видиш на кој бе, вика, а тебе, куде су ти тие 100 евра што ти фали? И нема, готово, пресечам и не може ни да се прозевну, викам. Чек, кад мене ми овца спомна, бе, Стојко, бре, ти ми вратили ми ги тие 100 евра, около Ново година што ти ги дава на тебе, а? Абе, гледай, јас сам ти ги вратија, што сак, па ти текна на тие 100 евра. Ама на план сам да ти ги врату понатам. А, понатам и ќе заспiju. Па како бре да заспiju кад не си ми вратија 100 евра, викам ти фалив ми се нервирам цело време. Не ми ти збори понатам, понавам, број паре, број овце, паре су важни. Врати паре, да видиш како ќе заспiju. Срам да ти селјак градски, викам најлоши. Ви, Коки,
ако се деси случајно пред тебе да отиду, случајно. Ама каде се Господи едон? Видиш, што заради, не се знае. Не се знае. Вика поред, зашто ќе, не се знае, Господ, ке каже тој. Значи, ја оставljam ти аманет, да ми ги пушти, ја му сакам музику на тој, неќу тој да плакање, да ми ги пуштиш свита кој како ми пое. Што ќе ги викаш да плаќаш пари? Само да ти ги ќе плаќаш, ако отиду пред тебе, ама не ти оставим ти се да плаќаш. Нема што. А ти ако те да се оставиш, пари, не мисли за постари да плаќаш. Мрдни се од нас. Ај, супер, убаво. Не, стварно, па да се види зашто ова прво место. Ја кажа убаво, јас сум гласај, ама сигурно сам бие. Јас сум, само треба не се клади на кладионица. Не, после Не со гласа стикол за ќе джа. провериме нели телефон нема лошо. Погледнеш. Добро, Весно мора да се провери. Одбиени само 30 дена на пуст ДДВ за порука или не? 30 дена. Може да бе. се па не знам колку иде порука. Па виж Ја не каде сум да види. гласај. А Ја ти не сум гласај. Ама Ама ти викаш куде дека си јоцета не бија на концерт. И па не беше. А и не гласаја. Не, бе. Ја ради срамота вас му. не отиде. Јас се срамуј некад од njega, ма тоа е тоа што да правим. Интересно за гледачите ќе биде да споменеме дека и твојот татко е. Обично тие музички приказни се доста слични, животни музички приказни испреплетени. Нели, ако доста примери имаме пејачи, музичари, татко, син, па и внук. Па и бога ми има некои на оние дувачки инструменти и паравнуци што. Да, Он беше на Никад не е касно, така? Точно, он беше таму и ради него и јас, покрај него и јас, мене ме викна да се такмичам во Звезда Гранда, ама ете се деси јас да победам таа сезона. Чекај, тоа беше одскочната даска за таму? Па не, отидовме, он се такмичеше на Никад не е касно и сега јас прв круг одам со него таму. Претходно се пријавив, но договорот беше од таа сезона да нема кандидати што веќе се такмичеле во Звезда Гранда, туку само нови кандидати што никогаш не се такмичеле. Но тоа само една сезона беше, мислам. Мо? Само една сезона беше правило, ми се чини. Сега оваа сезона јас као победив, требаше само нови кандидати да бидат. Аха, сега баш Да, беше. а истата беше и татко. И сега идеме да снимаме ние Звезда Гранда и таму, пошто јас претходно сум бил пред 5 години таму, испадна во полуфинале, ме знаат и тесната рака на Саша Попович, Дејана, да поздравам овој пат, ме сретна и ми кажа, зошто јас не се такмичам? Дали се пријавив, дали се такмичам оваа сезона јас во Звезда Гранда и кажав дека сум пријавен, но дека уште не ми се јавија. И она рече, добро, да видам ја што како ќе биде интересно, вика ти да се такмичиш во Звезда Гранда, таткото никад не е касно, ќе биде фора. Викам, добро. И отидов јас Германија, имав турнеја таму, свирки и повик од Звезда Гранда, а она претходно Саша и кажал, не може, значи мора само нови кандидати, извини, не ме интересира ни татко, ни син, ништо, мора нови кандидати. Она ургирала, направила што направила, јас да влезам да се такмичам таа сезона. Браво. Ти беше единствениот исклучок таа сезона? Да. Немој бе ќе поништа титула како на Партизан му Види, зедоа бе. наградите ги дадоа, сега нека поништа. Нека да. Што сака да го прави? потрошено, интересираат. Абе остануваш ти за секојаш. И Вардар беше шампион на Југославија. И го дигна пехарот. Не па ама добро, После ама више- још си е, још е шампион. Још е шампион. Така да, да, интересно шампион. беше, татко ми ете. Мене Ради ми е него интересен јас дел. и да, ради него и почнав да пеам општо, пошто само во фамилијата он не пее. Така да он и ден денес работи со тоа, од тоа заработува, работи и живее во Германија. Така. И Значи, еден голем поздрав за професија него. му е И од мене исто. го. Поздрав за еве, целото еве и од семејство. Бо- Ја имам голем поздрав што се знаеме многу одамно. Први почетоци со Амадеус Бенд, он пееше со нас, да ти кажем искрено. Да? Да. Добро, јас сум И тој е помален, врвен не интерпретатор. памтам. Одлично. На пее. гитаријаду Зајчар кад бевте после. Мене ми е интересен дел оно во Никад не е касно кога пеат со членовите на семејството. Пееше тогаш што не го верат. Пеев, да. А ти кога ќе што не ме водиш мене? Куде сакаш ќе те вода, нема проблем. Па не е убаво така. Изрази желја, не За мене не мора карта плаќаш. Ја ќе се муна така малета. Не мораш да. Интересно, навистина некако приемчиво натпреварување. Многу добар одзив има ова Никад не е касно. Дури кога беа, извини само многу кратко, го имам кажано изда. Стварно добар пример како настапија Горан и Ленче Кукич, како направија Рош. Ја мислам дека тие се победници на целиот серијал за секогаш. Да. И народот многу ги засека. Направија печаток неверојатен и ги живнаа кариерите на некој начин.
Имаше критики дури, зошто тие се познати, а зошто да не? Ако нешто. Еде ти пример на тоа прашањето меѓу првите што ми постави, зошто не, како беше прашањето? Треба да тиеш надвор за некој да те види. Гледаш, они колку години пееле кај нас и ги знаело локалните тука. Ма дури се да не бидам безобразен и невоспитан, ама не да ги позаборавија луѓето, ама не беа така актуелни како што потоа Ама они си работеа константно сите години. Да, ама беа така, ги немаше по телевизии. Јавен повик, да ни бидат гости. Многу ми се драги и многу накако семејство. Кога настапија со синот и овој братучет ли му е на гитара, направија нешто. Да. А капела мешано со гитарка, Абе, нешто. ми ги оженимо, бе. Кога? Па Ленчето и Горан. Ајде. Па да, Сите ги мало ожени прави смо свирка горе, хото Да знае брат ми колку му се е свиѓала Ленче. Знаеш кој е? Ленче дедејска Не е кривац. Него Нино беше спојка да се они запознаат. Ми прави смо свирка хотел Комалово горе, да со наш голем круг на луѓе. Кад не сега Нино води. Знаеме, да. Нино води ли горе води сега? Не, он сам сиде там, га сви знае, не мора да он како претходници. На прво Што сега, Никола, има нешто поорганизирано сега тие договори со како одат, имаш подпишано веројатно договор? Имам се подпишува полуфиналето, за да влезеш у финале мора да биде подпишан. Ама чекај, како првенец, има у театар првенец, па втора, трета класа. Договорот е и за сите. Исте за сите. И се за сите и се подпишува полуфиналето и трае 9 години. За сите трае 9 години. 9 години. Мартини рече нешто слично, така, само комај му... Еден е тој договор. Ти некој што ќе каже кај него е поразличен, ама нема, тој е Нема, еден тој из договор и тој го подпишуваат сите, сега кај некој пали, кај некој не пали, гледаат они кој како работи. Сега не може да ти земе тебе ако не работиш. Да, ако Што не ќе ти земе душата да ја земат? Да. Зашто, браве, Сале е шампион, што он не смислуваја закони за женитбу, например? 7 години договор подпишеш. Како у НБА што имате ексклузив. 7 Истече, ама да не се ставља клаузула. Има клаузула, ако не ga поништиш, продолжуе се. Не, него прекинуе се ако не ga продолжиш. Оди с него да со двојицата Како тел да кажа, не... тој 7 години и после можеш па на ново, тако ли? Па 7 години, па на ново. На Да се ново, жениш, нели, ако на има ново само таков с договор. друго, ако е на нова мора да е друга, бе, брат. Слушај сак. Кад мушкарац отвара врата на кола на жена. Само од два случаја. Кад су нови кола или кад е нова жена. Да. Да, стана да. Не така Жива е. истина. Значи трето нема. Или Едино- нови кола или нова жена. Пошто кад е прва жена тазен, кола не су нови. Да. Да, бе, тако е. Стварно, мајко. Истина. Научиш си ga рецепт и после за другу жену се... Да. Затвараш врата како треба. Грешка си. И трети случај има и на швалерко. А, и на швалерко. Па, ајме не го отвори врата. Абе, седи Миран кој отвара, сви се крие во од гепек искача. Што ја се крие? Па тако ли е, бе, Никола? Што ја се крие? Обично се крие в тие такви швалерски. Што ке ми швалерка ако не се пофало, ако не знае никој, не будаш, зашто имам швалерка? Да. Што, па тој напред назад може со жена дома да ga пробува. Да зборим људи, бе. О, море, коки, оди не го отвори. Знаеш за нај случај дека 3 пат се женија, тој различни жени една швалерка останала. А, да. Тоа е Значи верно. карактер, тоа е Тоа е карактер. верноста. Да. Праша ga нешто Ники. Што Ники да да. кажеш? Виж, Ники ќе ga викам, тебе колку ќе Ники? Ники и прашува ga 3 години дете. Татка му. Тато, мене ми се кака. Он вика, па знаеш дека смо на кампување, у природа смо, вика, ти можеш да какаш куде сакаш и никој ништо не смее да ти каже и ти направи. После 5 минута вика татко. А сине какали? Кака? Куде бе сине? У кола. Можеш. Кој што може да му каже? Можеш. Мене, на некој начин да кажам, можеби ми е криво онака што дури сега си наш гостин, како Комановец. Ја знам да бидам некогаш премногу скромен, да пуштам предност на другите. Некако, мислев ако те викнеме порано дека си толку многу, а верувам и дека си бил презафатен со многу понуди. Тие И првите така, 2 месеци беше стварно хаос. може би за доцнета покана од моја страна да ни бидеш гостин, но многу ми е драго што си тука. И мене, навистина. И ја малку не сум многу внимателен, да ти кажам, у живот. Стално јадам ќотек за 8 март. За 8 март. Ако не ќутек,
предавање, бе, на предавање, кога идеш на предавање, сабајлера од 5 до 6, на Какво предавање? Нема предавање, бе, вика. Какво предавање? Нема, мора Нема се предавање, бориш, мора да се бориш. брак е борба. Да. Арно, ама Боби, Амадеус е многу овој, да знаем сви жени, многу е пажлив, бе. Ептент. Но, кад према мушки е толку пажлив, не ли? Да, бе, Према другари, према другари. колеги, другари, зборувам. да. Ја го колеги. распилил, бе, Боби. Абе, какво е? Виж, он го направи, ја го распилил. Па, ајде, бе. Он како иницијатор, а од нас како подарок, една мала пажња, умемо да кажемо Куманово. Еве, за тебе да паметиш нешто слично на ова, да паметиш кога си ни бил гостин, односно да те подсетува. Јас се надевам дека покрај многуте трофеи таму до Звезде Гранда. Ќе си го ставам баш до Звезде Гранда. Е, па Право не- ти кажам, ќе ти пратам слика. Ќе ми пратиш? Ќе ти пратам И слика. може да си бираш бое, може да си бираш бое. Звезде до дека Звезде. Значи бој може да може да мене. бираш бое. Звезда до Звезда. Да, уклучuje се сак ја немам штекер и овој може да си го прилагодуваш како сакаш, многу ми е драго што имам Да сте ми живи и здрави, ви можност. благодарам за овој подарок. И ќе си го чувам и ќе си го урамам таму кај што стои пехарот од Звезде Гранда. Туј блиско. Бар сликај па после. Може и такој што има вез. Сега да направиме уште тоа, ај награди да делиме. Има и награди. Да, мала пажња, ние така, Мала од нашите пажња, мала пријатели пажња. спонзори, Да, етно се чисто мало Латинчевски. внимание. Етно се Колку Латинчевски. многу сака да го дава Вика овој вечер малу за пажња. двајца, да за двајца ваучер за Никола Станишич. Никој да ги не знае. шумо. Вечера И за... гледај, три печата Двајца? значи три пат по три пат можеш да идеш, Никола. Поништуе ти го печатам. Да. На свако идење поништуе еден печат. И још, овој да те замолу, ќе те мучу малце, штом толку си добар и си добие толку голему награду, може ќе направиш и нас. 7 број ќе ни кажеш, не може да се мешале сега. Ајде 4 нека биде. 4, браво. 18. 18. а, Ако ти размислиш, Девет. немој да брзаш, брат, само ти направи добитна комбинација. Ќе те чекаме, ако треба 2 емисии продолжеци ќе правиме. Ќе тепаме на пенали, ако треба да добиеме само 7 за Само навод. нека биде добитна 14. комбинација. Иш не итај ти, полека, македонски размислувај како на Звезде Гранда. Чекај само и текне кој друг број. Ако се полека, пушти му, ај малку музиче, Може да добие малку. му Нека даде се опушти инспирација и за- нека го погоди. за минимум уште да шест. даде. Ја ќе рецитирам ако треба. Не дај се Никола. Не дај се годинама. 7, така е, за 7К. 22 нека биде. 22, браво. Еви, ти кажеш ја. Да кажам, Кажи. ако не биде тај. Виж кога, и викаш еден каде игра смо спортско. Кажи и не ти за еден, друго вика да да има кога да пцујемо. Тој сакаше и да ти кажа, не му ga даваш, седмице. Чекај, сега имам трему. Чекај. До сега шеска е сигурна. Чекај. Не, Твоje фали Значи, еден број го не, промашен, он чекај. го промашија. Чекај. Немој, Никола, Чекај. кажи ја ти постелја. не ме кажуј, ќе го имам тајно. Тајно. И ќе забраво да да там да ga. Чекај да виду. Еве, гледај. Не, ја мислам дека знам, па тако ќе напишеш. Еве га. Так. И не го кажи. Нека кажи. Ајде, кој број носија Меджик Џонсон? А па не гледам точно кој сум по рагби. Кој гледа спорт ќе знае. Немаме уште многу време. Некои конкретни идни планови, песни, нови номери. Многу се залежав, да кажам така, оствари работа многу, и затоа нема време да снимам. Али сега овие 2 месеци ќе се заангажирам баш за тоа и баш мислам дека ќе снимам и од Тимчевски. Еден еден проект. Навистина е супер. Преубава околина. Ми дадоа една понуда менаџериве да снимаме таму еден сплет кој што планирам сега да правам повеќе сплетови од македонска музика и секако да снимам своја музика, така како македонска, така и српска. Така да се надам дека овие 2 месеци ќе извадам доста материјал. С Николу може да ќе добиеме седмицу на лото, може да не. Па шеска е загарантирана, мислам. Шеска е седмица не загарантирана, знаеме, тоа знаеме, готово. Да. Ако веќе имате да пцуете. А сега смо ми веќе седмицу добиле за тоа зашто Никола ќе ни поеше едну песму. Па, шеска, мислам. Може, шеска. Бе, доста не прави Па не, манери. па. Не Тоа е прави. сигурно- Не гласам за тебе. Добро, Не добро. гласам. За Николу толку пари сам потрошија. Кажа колки 50 денара е порок. Тебе не ти интересирале парите тоа. Абе какви пари? Ти гледа само да Хумано гласаш. само да ми поеш. Но овој на свадба пака ќе се жено, ќе те викам. Ајде, ами.
Никола, он ќе биде инвеститор за овој да го плати. Да, јас се он е инвестирам инвеститор. тоа. Нема потреба да ми сте 30 денара, ја ќе ги дам. Нема Инвеститор е. Нема што да се замарате. А ќе те викам како гост да донесеш поклон, па вајда ќе испое некој песма, поштуеме до тоа. Брат ми, штеднаш, ќе завршиме со песната, ти благодарам што беше наш гост и навистина сакам многу брзо пак да те викнам, затоа што многу онака кратко време така ми дојде некако, што знам, не зборам Помина многу. брзо, да. Помина Брзо, како ти беше тебе? Добро. Супер, екстра. Ај, удри се. Те биде супер и на другите, а не ме слушаат више мене. Негde ќе те премолча, негde ќе те стокраја, гроб со гроба ќе покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, веколни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Јас без тебе. Векови, веколни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Наши си Благодариме. наши, да се живи здрав. За многу години. Вие пак двајца, мајка. Ај гостинот и така интересен, а вие двајца здодевни, дремнав малку така и веднаш бе сонував. Сонував дека веќе не е зима. Нема зима. Кај нас да нема зима. Лето, замислете. И замислете, јас уште на одмор во Шпанија. Мислам Ибица беше. Да не ме разбуди музикава, ќе си остане уште некој ден, мајка. А од друга страна, и добро е што се разбудив, бидејќи прочитав некаде дека некоја жена, замислете си, го убила мажот на спиење. Па си мислам, мајката, какво време дојде, да е посигурно да спиеш со туѓа, отколку со своја жена. Просто ми е незгодно и да помислам. Може би затоа и многумина си спијат на работа, наместо дома. Побезбедно е. Шефот толку не е опасен како жената, ама и ние, не се даваме никако, ниту пред жената, ниту пред шефот, а ниту пред вас, и затоа велиме дека ќе се вратиме веќе следниот викенд со нова епизода и со нашиот покровител, Државната лотарија, нивните бројни игри во вид на грепки и секако главната Лото 7 секоја среда и сабота. Чекајте, уплатете, не, првин вака, уплатете па чекајте, Маријана да го изрече бројчето
што ќе ви донесе среќа. Играјте одговорно или, например, подарете гребка, затоа што тоа е модерно и на тој начин можете да усреќите некого. Подарете инстант лозови во кои потенцијално се кријат големи добивки како стан, автомобил или некоја вредна парична добивка. Ние нормално ќе ви подариме нова емисија заедно со нив, но и со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, чистите детергенти од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш, знаете, нема љутиши понатаму преку репризи на сите телевизии, на сите социјални мрежи како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И еве го на вообичаено само како за крај. Вели баба на внучката, Милана баба, па смири се, немој да плачеш. Па не е крај на свет мајката. Па не се во градите, да се големи, не мора. Види бе баба, види колкави нозе имаш, па има бре што сакаат нозе, големи нозе, види, да не изгледа баба, види, број 43, бабино, до следниот викенд. Внимавајте на нозете и само храбро соградите напред. Чао!